Здраво, јас сум Љупчо и сакав денеска да снимам едно видео кај што ќе читам нешто од Библијата, нешто што го читав неодамна и што ми остави импресија од Бог и за кој сакав да го објавам на не знам на некој што ќе му биде потребно да го чуе. Ова е мојата Библија, значи Библиско здружение МПЦ со благослов на Светиот архиерејски синод од 2019 е издадено, така да ова е малце постара копија, ама е најактуелниот превод за сега во печат. Сакам да читам од Еремија, од Стариот Завет, 23 глава, 23 и 24 стих, кај што вели: Зар јас сум Бог само од близу, вели Господ, а не Бог и од далеку? Може ли човек да се сокрие на место тајно, каде што јас не би го видел, вели Господ? Зар јас не ги исполнувам небото и земјата, вели Господ? Овој првиот стих, зар јас сум само Бог од близу, вели всушност Бог зборува за својата големина и својата се присутност, како не е он ограничен како нас луѓето, со тоа што ние можеме да видиме само на една локација во едно исто време, нели? Јас сум моментално сега тука, не сум некаде во центар во Австралија или така нешто. И така да тоа зборува за Божјата се присутност, значи каде и да сме. Има и на друго едно место во псалмите пишува: ако се искачам на небото, ти си таму, и ако се спуштам во адот, мислејќи на пеколот, вели ти си таму. Така да каде и да одиме, Бог е со нас и Бог не гледа и Бог не знае и знае што правиме, што се случува во нашите срца. Уствари баш вториот стих изборува на тоа, за тоа нешто. Вели, може ли човек да се сокрие над место тајно каде што јас не би го видел? Значи каде и да отидеме, Бог не гледа. Значи за него и темнината е светлина. Тоа е како ден за него, така да за него не важат истите закони за кои важат за нас. И тоа е за мене еден утешувачки фактор, но и отрезнувачки, да речем, фактор. Зошто? Затоа што прво знам дека не можам да скријам нешто од Господ, а он да не го знае. Било тоа, нели, што е она што би го скрила, што не е нешто лошо, нели? Така да тоа е тој отрезнувачкиот и застрашувачки момент. А другиот е пак од друга страна утешувачки, затоа што знам дека сум по надзор секогаш и што да се случи, што и да правам јас, Бог го знае моето срце. Бог знае со каков став пристапувам кон луѓето, кон работата, кон што и да правам во животот. Мојот став и према ово видео, према неговиот збор, према Библијата. Така да ова сакам да го упатам како охрабрување на некој, не знам што може да налета на ова видео, дека всушност Бог те гледа, те познава и се грижи за тебе. И сака да го запознаеш, и ова всушност што го држам во рацете е неговото писмо за тебе. И многу винаги го имаат опишано како љубовно писмо. И тоа нешто е за секој еден човек што постоел, за да има шанса да го запозна интимно Бог, какво е неговото срце и он што сака тој за нас и какви сме ние према него. И во него он не предизвикува на многу работи, но кои пред се значат откажување од нашите начини, нашата својглавост, откажување од она што е грев пред него, пред неговите очи. Така да
ако почнувате, ако не сте читале до сега, ви препорачувам да почнете Новиот Завет, тоа го започнав и јас, бидејќи Стариот Завет беше многу тежок за мене кога почнав, ама лека по лека стана многу полесен и не знам, едноставно направи чуда за мене. Ми го промени животот, не знам, наопаку или баш онака како што треба да биде. Претпоставам, може да речам дека претходно бил наопаку. И така ми даде многу радост, многу сигурност, многу стабилност, многу мудрост и поучување и ми даде да ми помогна многу да биде цврст водич во секое време, во секаква ситуација, било тоа дома или на работа или на улица, било каде. Така да од се срце ви го препорачувам да го читате Словото, можете Библија да најдете или во локална книжарница или во библиско здружение позади соборен храм, или во некоја локална црква каде што живеете. Може исто така и дигитално, има повеќе мислам апликации со македонски превод. Меѓу нив една од македонска Библија или не знам како се викаше, на Google Play Store мислам дека може да се најде. Исто така има една друга YouVersion Bible, кај што има македонски тековни, не тековни, туку актуелни преводи на македонски јазик, што се понудени и од МПЦ и од други здруженија, што се направени во последниве, не знам, 20-30 години. Така да ги има и Стариот и Новиот Завет таму, и има дури и аудио Библија на самите апликации. Така да ви препорачувам со топло срце да ги пробате и да знаете дека нема да бидете разочарани. Само кога ги читате, треба да ги читате со отворено срце, а не со веќе донесена одлука дека ова нешто не е за мене. Поздрав!